Овде на терените на јуниорскиот тениски шампионски центар во Коледж Парк, Мериленд, тогаш 4-годишниот Френсис Тиафо научи како да игра тенис. Тиафо, кој е син на имигранти од Сиера Леоне и неговиот брат близнак Френклин, поминувале часови вежбајќи овде неколку дена во неделата. Нивниот татко, кој помогнал во изградбата на центарот, подоцна се вработил како чубар. Повеќе од една деценија семејството Тиафо спиеше во една од канцелариите. Се сеќава еден од неговите тренери, Алисама Агнамба. Кога за прв пат дојдов овде пред 20 на години, таткото на Френсис работеше тука, а Френсис автоматски почна да игра тенис како младо момче и тој тогаш се залюби во тенисот. Тиафо измина долг пат, а пласманот во полуфиналето на US Open беше негов втор во Њујорк и воопшто на Гранд Слем турнирите. Тој е само четвртиот американски тенисер од 2000-та година кој успел да го стори тоа, по Андре Агаси, Пит Сампрас и Енди Родик. Пред 2 години, кога Тиафо го победи шпанецот Рафаел Надал, тој стана првиот афроамериканец кој се пласираше во полуфинале на US Open по Артур Еш во 1972 година. Тиафо го направи тоа на главниот терен кој го носеше името на Еш. Очигледно е дека тој е многу талентиран. Слуша многу пофалби од тренерите што работеа со него. Додека на женските турнири сестрите Серена и Венус Вилијамс долго време го поставија победничкиот тон, има помалку такви талентирани играчи меѓу афроамериканците. Дури и сега и покрај светската слава и како еден од главните ликови на документарните серии на Netflix за тенисерите наречени Точка на прекин, Тиафо, моментално рангиран на 20-тото место во светот, не го заборава местото од каде започна се. Ова е домот на Френсис, тој секогаш е тука. Кога е во Мериленд, тука го поминува времето. Сака да доаѓа овде да игра со некои од нашите врвни јуниори и да пишува автограми за младите. Помладите играчи велат дека е неверојатно да се дружите со познатиот тенисер на јуниорскиот тениски шампионски центар во Коледж Парк, Мериленд. Тој е навистина добра инспирација за сите во академијата. Кога ќе дојде, сите доаѓаат да го видат како тренира. Тој е секогаш многу позитивен за сите. Секој може да види дека се забавува на теренот и многу е возбудливо да се гледа како игра. Тој е одлично момче. Инспирирајќи ја следната генерација, при тоа додавајќи на сопственото наследство, Тиафо се уште ги следи своите соништа.